Производителите треба да се менуваат и да воведуваат нови земјоделски практики ако сакаат поквалитетно и порентабилно производство, сметаат експертите. Климатските промени пред се налагаат нов пристап во земјоделското производство, а на пазарите пак се повеќе се ценат органските производи. Според Ристо Велков, тоа и не е толку тешко да се постигне. Например, тенденцијата да се произведува органско производство не е недостижна и има реален пат кој земјоделците полека треба да почнат да го одат. Според мене, знаеме дека основен начин на производство во земјоделското производство, пред се во растителното производство и конвенционалниот начин на производство, меѓутоа веќе има препарати со ниска каренца или токсичност која што има мал временски период и секој земјоделски производител, иако произведува конвенционално, мислам дека може да произведува здраво. Меѓутоа еве кај мене, јас веќе 4-5 години се занимавам со интегрален начин на производство, начин кој мислам дека е неминовно да се совлада пред да се стигне до органски начин на производство. И сега што значи интегрално производство? Мислам интегрално производство тука значи употреба и на хемија, заштитни средства или ѓубрива од база на хемија, меѓутоа сите оние кои што се наоѓаат на зелената листа им е дозволено значи за употреба на ваков начин на производство и голем процент на заштитни средства и исхрана од органско производство. Велков појаснува дека на пазарот веќе има голем број на заштитни средства со ниска каренца кои се наоѓаат на зелената листа и можат да бидат добра замена. И мислам дека откако ќе се совлада интегралниот начин на производство, мислам дека дури тогаш може да се дојде до оној органски начин на производство што се зборува, меѓутоа неминовно тука и теоретскиот дел да се земе во предвид, бидејќи мислам оти треба низа дел од законските регулативи да се променат, бидејќи не соодветствуваат со она што треба при самиот правилен начин на употреба и производство на органско производство. Но земјоделците треба да се подготвуваат и на други промени кои ќе вклучуваат не само нови практики, туку и избор на култури. Досегашните навики полека ќе мора да се напуштаат, барем што се однесува до производството на отворено.